Добар ден на сите, денес се наоѓаме во надворешната училна на Орце. Многу си формално. Не го бива. Здраво, дечки, денес се наоѓаме во надворешната училна на... Пак истото. Меѓе, нешто друго кажи. Лена, шо да кажам, па нели Орце е најболја школа со реноме? Абе, кажи нешто за екскурзијата, за дружбите, кажи нешто. Да, бе, не да кажи нешто за наставните активности, концертите. Ајде, добро, ајде. Кат. Здраво на сите. Денес Зајаво се на мена. Дечки, не треба ништо да ви кажуваме, сега ќе ви покажеме. Здраво, дечки, денеска тука со нас е химичарката Марија Кири. Не Кири, Ева Марија. Ева Марија е ученичка од нашето училиште која што освои награда на младинскиот надпревар за физичари и денеска таа ќе ни покаже од нејзините експерименти. Да, овој експеримент е екстракција на ДНК од јагода. Во оваа чашка тука имаме изгмечени јагоди, а од овде во оваа чашка ќе истуриме раствор од натриум хлорид и понатаму ќе додадеме 98% алкохол, при што ќе дојде до издвојување на ДНК-та на јагодата на површината на чашката и ќе се одделат со смесата која што веќе имаме внатре. За тоа ќе треба да направиме една хомогена смеса од дестилирана вода. И во чашка ќе измериме околу 100 мл. На целта на овој експеримент е да ја видиме нели видливо ДНК-та на јагодата, нормално ако има доволно продукт и се надеваме дека ќе излезе на површината. Тука имаме 100 мл дестилирана вода. Понатаму ќе земеме од солта. Знаеме дека солта е изградена од натриум хлорид и натриум хлоридните иони имаат тука улога кога ќе ја измешаме со јагодата, течноста од јагода, да ја одделат ДНК молекулата на јагодата од другите градбени делови на клетката, како на пример протеините. И исто така, пред да измешаме, ќе ставиме пола епрувета, сјај. Најдобро да е безбоен, за да може убаво да се види ДНК-та. А овде ова е изгмечена јагода или... Да, ова е измечена јагода во вид на течна агрегатна состојба. Ова е најобичен сјај за садови, само се прави една смеса. И потоа ќе измешаме. Оваа смеса што ја направивме сега тука, ќе истуриме во течната јагода. И како за крај, ќе додадеме 15 до 20 мл 98% алкохол. И како што може да видиме, кога ќе промешаме малку, на површината излегува една лигава течна супстанца која што би требала да представува ДНК-та на јагодата. За да дојде до цврста агрегатна состојба се остава од прилика 24 сати, потоа се промива со ладен изопропил и ќе биде фактички една цврста материја, а во моментов имаме ДНК-та врз смесата од јагода во вид на течна состојба. Лука, Брат, што правите? ништо ја играм игра. Игра? Како се игра? Спинокјове. Нека нова. Како се игра? Па има 20 до 4 играчи, 5 акции, картички, за секоја акција има објаснување што треба да направиш, се собираат лајкчиња и поени и кој има најмногу поени ја победува играта, а да и треба да одберете дали вестите од картичките се лажни или вистинити вести. А како да препознам дали веста е лажна или вистина? Па ја гледаш картичкава? На картичкава треба да видиш дали има наслов, дали има URL, дали има извор на настанот, текст и слика, исто така и извор од каде доаѓа тој настан. И така треба да определиш дали таа е вистината или лажна вест. Ако ги има сите тие 5 работи, таа е вистината. Може ја да играм сега или? Па од 20 до 4 се игра. По, нешто е следна игра. Ајде следно ја Киро. Ајде.
баш тебе те бара. Здраво! Ученичката што ја гледавте во видеото е Дејана Прелепчанска, јас имам 16 години и тренирам уметничко лизгање. колку долго се занимаваш со уметничкото лизгање? Па почнав од 5 годишна возраст, односно веќе 11 години го тренирам овој спорт. Кои се најважните награди што ги имаш освоено? Оваа година за прв пат во Македонија освоив на интернационален надпревар прво место, но веќе до сега сум 4 пати вице шампион на Македонија. Која е личноста што те инспирира? Кој е твојот идол? Таа е русинка, таа исто така моја годиште, има 17 години, тоест се вика Камила Валиева и таа е моја инспирација бидејќи секогаш се надминува себе си со нејзините кореографии што ги прави и стварно е мој идол. А време за приватен живот, како стои со тоа? Па правилно си го организирам времето и преку викенди излегувам со моите пријатели и сакам да се дружам со нив, сакам истовремено и да постигнувам на сите тренинзи и како што кажав, со правилна организација на времето се постигнува. Што е настанот имам став? Имам став е всушност симулација на собраниска дебата, каде што се собираме во собрание и дебатираме на разни теми. На кои теми и проблематики се одвиваше дебатата? Па генерално се работат теми од актуелни теми кои ја засега целата држава, меѓутоа поспецифично младите. Единствено што беше различно за оваа дебата е што беше за прв пат на француски одржана. Дали ви представуваше проблем што дебатата се одвиваше на француски јазик? Па не би рекла, генерално бидејќи објективно сме најдобра паралелка, а сме француска билингвална, па тоа ни дава многу можности, проекти, каде што можеме да го вежбаме францускиот јазик. И за крај, што би им препорачале на следните генерации? За овој проект би им препорачал да учествуваат, меѓутоа само ако се заинтересирани, затоа што разбираме дека не е за сите, а меѓутоа доколку сакаат да видат како функционира државата на своја рака, е многу добра прилика. Bring back those nights when I held you beside me. Покрај се што ви покажавме денеска, ќе ви покажеме колку во наставни активности нуди Орце Николов, каде што може да ги покажете сите ваши таленти. Например, Неда многу пее, па дали може да ни кажеш дали Орце ти понуди некоја шанса, каде што ти го покажа твојот талент на публиката? Да, се разбира дека Орце ми понуди шанса, значи прво со професорката Сузана Трнукова, овозможи надпревар по пење, каде освоив прво место на државен. Со професорката по ликовно Снежана Крстевска цртавме и со професорката или нашата класна Маријана Ѓорѓиева по македонски јазик имаме драмска секција. Покрај овие активности постојат многу активности да ги покажете вашите ораторски вештини, како едукативната активност имам став, вашите комуникацијски, дебатерски вештини и така натаму. Здраво дечки, ние сме Луфтен, тимот кој што прави масло за печатење од оџачарски саги, а сега накратко Вања ќе ја раскаже нашата приказна. Со ова идеја настапивме на апшифт циклусот, односно организиран од лид организацијата и добивме награда за спроведување и реализација на истиот проект. Сега накратко всушност да ви го објасним самиот процес кој што навидум делува многу сложено, но всушност е многу едноставен. Земеме оџачарски саги кои што се всушност еден од главните нус продукти кога се горат дрва во домаќинствата во нашата држава. Бидејќи тие се најголем загадувач, одлучивме дека тоа ќе ни е токму реагенството кога што ќе го почнеме овој наш процес со кој што се бориме за почистка околина. Понатаму овие саги ги земаме и да третираме со повеќе хемиски реагенси, специфично гликол и глицерин, понатаму всушност кои што ги пренасочуваме кон додавање на други адитиви кои што се корисни за да бидат употребливи директно во принтерот и да нема никакви потешкоти при печатење на документите на нашето мастило. Веќе добивме неколку форми на самото мастило и сега сме во фазата каде што го усовршуваме производот преку додавање на различни адитиви и експериментирање. Всушност, крајната цел што сакаме да ја постигнеме да може да се употреби директно во принтери, Inkjet принтер. за да може да се снабдува всушност црната боја и да може да го оспособиме нашето училиште да е комплетно независно на мастило за печатење, кое што ќе биде еколошки произведено и нема да ја загадува околината. Моментално сме во последната фаза на докажување на овој процес и чекаме да го пратиме мастилото во Турција за да видиме дали нашето мастило е нели исправно.
Сега прашањето кој што се поставува за сите орцаши е всушност дали е потребно да имате 5 кг софрониевска за да бидете дел од овој проект? Одговорот е јасен. Не. Односно, бидејќи сме тим од 5 ученики кои што всушност преку еколошката заедница Орце настапивме на овој проект да се надпревар, имаме луѓе кои што имаат секакви способности и од секакви всушност околини доаѓаат. Имаме дел од тимот кој што е задолжен за бизнис, дел задолжен за финанси, а останатиот дел сме задолжени околу хемискиот процес и истражување. Понатаму, всушност, во крајната фаза, заклучивме дека е потребно некој тим кој што ќе го наследи ова, всушност, наша идеја и ќе го наследи самиот проект во гимназијата. На 3 мај имавме презентација одржана во читалната и учениците од Орце имаа шанса да дојдат и да ни се приклучат во самиот проект. Сега имаме направено тим од 10 ученици кои се надеваме ќе го наследат нашето место. И сега всушност нешто кое што сакаме настрана од оваа идеја да ја оставиме во нашата гимназија една порака кон идните генерации. Кога ќе дојдете во Орце, секоја идеја која што имате, немојте да се плашите да ја реализирате. Секаква иницијатива која што имате, нешто кое што е внатре во вас, што гори и некој ваш интерес, храбро всушност ве бодриме тоа да го остварите и да го реализирате, бидејќи Орце е единственото место каде што такви успешни приказни се раѓаат и успеваат. Заборавил на водата што тропа во входот. Заборавил на стаклото што го пушта светот да помине. Заборавил дека во мугата постои друга муга и помага смртта да биде побрза. Здраво, дечки! Ова се Софи и Бојана. Чекајте, најпрво да ве прашам, кој ви е омилен поет? Петар Андреевски. Нека биде Константин Миладинов. Супер, стимај. Како прво да ве прашам, како дојдовте до идејата за поетското читање? Идејата на самото поетско читање е на професорката по македонски јазик и литература Драгица Јанкуловска. Таа ја имаше самата идеја и ни предложи ние оваа година да бидеме организатори, па тоа се случи некаде околу септември, од каде што ги започнавме првичните подготовки за целиот настан. Тука се надополнувавме со различни идеи, а финалните подготовки ги започнавме во февруари со константно работење речиси 2 месеци. Кој ви беа темата и мотото? Темата на втората орцашка вечер на поезијата ни беше сонот, а мотото беше кога ликот на реалноста се губи во сенката на илузијата, единствената вистина се крие во поезијата. И поентата ни беше таа вечер, ние како организатори, како цел тим на орцашка вечер на поезијата, заедно со нашите гости, да сонуваме со отворени очи и едноставно да се внесеме во нашата приказна. Кој се може да учествува на овој настан? Учеството за настанот беше објавено на линк каде што сите ученици од училиштето можеа да се пријават и ми ја дадовме слободата да изберат дали сакаат да читаат своја поезија или пак поезија на некој автор. Исто така оваа година освен на македонски се слушаа стихови на англиски, француски и на словенички јазик, така што секој што се пријави на поетското читање ја доби шансата да присуствува. Кои ви беа гости на овој настан? Оваа година имавме 5 гости. Јулијана Велишовска, Андре Ласади, Андре Медик Лазаревски, Славица Гаджова Свидерска и Ѓоко Здравески. И бевме особено почестени со нивното присуство, ни дадо голема поддршка и се надевам дека повторно ќе соработуваме заедно со нив. Кој ви беше најомилен дел? Па, искрено пробите. Пробите беа многу интересни и забавни. Имаше многу голема дружба меѓу целиот тим, не само тимот на организација, туку и сите што присуствува и некако стегнавме многу нови пријателства заедно. Да, на пробите се случуваше се, ние самите се запознавме всушност на пробите и на крајот, после аплаузот кога сите се набушкавме така со целата таа енергија понесени, стекни, се отидовме дома, прекрасно чувство. Сакаш ли да си ми ништо? Сакаш ли да си ми се? Штом денот ќе падне, друг да е ден. Штом мракот ќе стане и сонцето зајде, месечината полна ќе го грее се. Што прете, Михајло? Колку пати ти речам да не викаш Михајло? Добра бе, љубов е, брат, што прете? Ништо ја снимаме одјава за емисијата. Еј, може да честно? Добра идеја, да учествувам, може? Да, може да кажеш што најмногу ти се свија за Орца. Ајде. Добар сум. Најмногу ми се свиѓа што е многу дружелюбива околина
Мене не ми беше тешко да стекнам другари и друштва кои што мислам дека ќе ми бидат тука цел живот. Одлично е за едукација, што мислам дека е најдоброто училиште според мене и се наоѓа во Карпош и е добар начин за да го запознаеш градот, посебно за мене, јас од аеродром, кој што ми помогна да го запознавам градот повеќе за центар и Карпош и така. Тука сум и јас, тука си ти, тука едно сонце многу срца разбуди.